Најнапред ви благодарам што не примивте денеска во просториите на општина Кисела Вода и за почеток на разговорот би сакала да ви честитам за довербата која што ја добивте од граѓаните, односно за изборот за градоначалник на општина Кисела Вода и за почеток она што секако ќе ги интересира граѓаните, вашите сограѓани, а нашите гледачи, вашата парола низ целата кампања беше овозможување на подобар живот за граѓаните, со што најнапред ќе започнете во процесот на подобрување на животот на граѓаните на општина Кисела Вода. Пред се благодарност на вашата телевизија што одвои време за да може да се представиме, да се представам како градоначалник, да ги кажам моите идеи и што во моментов ние работиме како општина и јас како градоначалник. Значи, периодот во кој ја превземав локалната власт на Кисела Вода, период во кој се прават буџетите и се креираат буџетите на општината, така да сега најмногу сме фокусирани на тој дел, на работите кои сме ги ветиле во програмата, полека да се исполнуваат. Првично со почетокот на работењето на Советот ќе ги направиме и работите кои ги ветивме во кампањата, а тоа е ќе се одвојат средства за најранливите категории, поточно социјалните категории на територија на општина Кисела Вода, да може што подостоинствено да поминат зимата, да се обезбеди огрев и се останато што треба, така да моментално заедно со секторот за финансии работиме на план како да се пренаменат одредени буџетски средства од една ставка во друга, за да може ветеното да го исполниме. Пред нас е зимскиот период кој што ќе ни донесе, претпоставувам, големи снежни врнежи од дожд, а токму тоа може да предизвика и проблем доколку состојбата со водоводната и канализационата, со атмосферската канализација не е во добра состојба. Каков е планот и на што планирате да работите токму за подобрување на овој проблем? Значи, Кисела Вода инфраструктурно, посебно за подземната инфраструктура, е една од општините која се наоѓа во многу лоша состојба. Сепак тоа не обесхрабрува, бидејќи знам дека заедно со администрацијата и со тимот може да направиме добри и издржливи проекти, кои ќе може да бидат финансирани или кофинансирани од страна на државата и од страна на меѓународните институции. Моментално, како градоначалник се запознавам со сите проекти кои се постоечки, со кои што може да аплицираме, а тие што не се проектирани да може да се најде соодветна проектантска куќа која што ќе isprojektира добри проекти за канализација, за водовод, за одвод, за да може да бидеме конкурентни. Бидејќи сите ја знаеме ситуацијата во која се наоѓа општината Кисела Вода по однос на тоа прашање, а тоа е дека сме многу поназад за разлика од другите скопски општини и ќе треба многу повеќе ние да инвестираме во подземната инфраструктура отколку другите општини на територија на градот Скопје. Во делот на патната инфраструктура, кои се улиците кои што ќе бидат први реконструирани, кои се улиците кои што имаат приоритет при реконструкцијата и дали планирате изградба на нови улици? Па видете, јас тоа го говорев и во текот на кампањата, дека нема да ги делиме на приоритетни и неприоритетни урбан-рурален дел, него граѓаните на Кисела Вода се подеднакво исти без разлика каде живеат. Така да улиците подеднакво ќе ги развиваме и поточно урбаните заедници подеднакво ќе ги развиваме, без разлика дали се работи за улица, за патна инфраструктура, осветлување, сите треба да се развиваат подеднакво. Имаме на почетокот ќе ги санираме клучните дупки кои се на територија на општина Кисела Вода, тока заедно со местните заедници ќе соработуваме за да ги детектираме, бидејќи е многу краток периодот во кој што можеме ние да правиме градежни активности, бидејќи знаете со паѓањето на снегот ќе биде многу потешко било што да се прави, особено во патната инфраструктура, така да гледаме час поскоро да ги санираме тие дупки и некои од поголемите улици како што се улицата 32 во Пинтија и може 14 во Припорт, доколку успееме да стигнеме, бидејќи многу па зависиме и дали тие улици во минатото биле ставени во програмата во буџетската програмата на секторот за да се изведат, доколку не биле ставени за минатата година, ние ќе треба за 2017, ние ќе ги предвидиме за 2018, бидејќи секој градоначалник и секоја општина работи според програмата која е донесена. Така да знаеме ние дека за 2017 веќе има донесена програма,
ќе видиме колку од средствата се останат и според тоа ќе ги санираме и улиците и дупките и се останат. Голем е проблемот со немањето доволно места во детските градинки. Претпоставувам ова е проблем не само на општина Киселавода, туку проблем кој што ги засега и останатите скопски општини, но и пошироко во Македонија. Што се случува на ова поле? Дали планирате изградба на нови детски градинки или пак реконструкција и проширување на веќе постоечките? Значи, Кисела вода го има овој горчлив проблем моментално на територија на општина Кисела вода, околу 600 дечиња чекаат да бидат запишени по градинките. Така да акцентот мора да се стави и на изградба и на реконструкција на постоечките. Заедно со соодветниот сектор имавме неколку состаноци да видиме кои од градинките треба да се реновираат, кои се реновирани, каде имаме простор да ги прошириме постоечките, бидејќи ние предвидовме во програмата изградба на 2 нови детски градинки, тие ќе ги правиме. Едната во Драчево, едната во Расадник, во населбата Расадник, но и тие нема да бидат доволно за да го покријат, да ги покријат барањата на граѓаните, затоа сега ги гледаме кои од постоечките па имаат соодветни услови да се прошират, има повик од страна на Министерството за труд и социјала за заедничко учество во изградба и доградба на градинките, така да и тука ќе аплицираме со соодветни проекти, бидејќи финансиската состојба на општината не е толку сјајна да можеме сами да ги направиме сите проекти што сме ги ветиле, како што кажавме, така да ќе гледаме многу повеќе да имаме издржани проекти кои ќе бидат финансирани или кофинансирани од институциите кои се надлежни, доколку е за градинка Министерството за труд и социјала, доколку е за основните училишта некој дел, тогаш со Министерството за образование, со Министерството за труд и социјала, со Министерството за транспорт и врски за поголем дел од инфраструктурните проекти, така да мислам дека ќе успееме да ги исполниме сите проекти што сме ги ветиле во нашата програма. Така, има ли некој рок до кога може да се очекува да видиме првата готова градинка? Или не би сакале да шпекулирате? Не би сакале многу со новите градинки да шпекулираме, бидејќи па има еден мал, не баш технички проблем, може да го кажеме, бидејќи за изградба на градинките ви треба детални урбанистички планови. Ние каде што ни се предвидени деталните урбанистички планови се уште се во процедура, ќе го забрзаме нивното носење и се надевам дека до крајот на 2018 ќе може првата градинка да опуштиме на новата градинка, а веќе реновирањето очекувам негде од март-април месец да почнеме со реновирање на постоечките и изголемување на капацитетот. Ке се задржиме уште малку кај дечињата, освен проблемот со недоволниот простор во сместувачките детски градинки, исто така постои проблем и со детските паркови, со игралиштата, дали е во план изградба на нови детски паркови, дали во план изградба и реконструкција на детските игралишта со набавка на нови детски реквизити? Значи, планираме и изградба на нови паркови и проширување на постоечките, поточно модернизирање со нови реквизити. Бидејќи колку и да правиме и општината да инвестира, секогаш малку кога говориме за паркови, особено за детски игралишта, кои знаеме дека па и многу треба да се вложува и да се инвестира во нивно одржување. Така да сметам дека не биле соодветно одржани или поточно само времето си го има направено своето, така да ќе треба да се издвојат соодветни средства за да се донесат нови реквизити на постоечките паркови, а и да се направат нови. Пред се сакаме школите и градинките многу повеќе хортикултурно да ги уредиме самите дворови, да децата да поминуваат многу повеќе време во дворовите, бидејќи сме лимитирани, па и со место каде што ќе може да се прават тие паркови на територија на општина Кисела Вода, особено во урбаниот дел, бидејќи поголем дел од земјиштето беше продадено, урбанизирано, сега од секоја куќа настана зграда и имаме многу малце простор за маневар во урбаниот дел и затоа сакаме тука максимално да ги искористиме училишните дворови, дворовите на градинките да си имаат прво обезбедување кое што ќе оплати општината, за да може во текот на целиот ден родителите со своите деца да ги користат и реквизитите кои ќе бидат во склоп на училишните дворови и градинките, а и самиот простор таму.
Еден од исто така големите проблеми со кои што се соочуваат граѓаните на општина Кисела Вода е немањето на доволен простор за паркирање на своите автомобили. Како и на кој начин ќе се реши овој проблем? Значи, моментално заедно со урбанистите од општината, а и со експерти надвор од општината, правиме скенирање каде се може да се постават првично монтажни гаражи, кои многу помагаат во паркирањето, а не завземаат толку многу простор. Тоа ќе биде едната фаза, а другата ќе биде изградба на катната гаража, што планираме во Расадник да се направи за барем делот за Расадник. Така да тоа е еден процес кој долго ќе трае, ама првично мора многу подобро да се подготвиме, да знаеме каде се може да се искористи, пред се да биде достапно и за поголем дел на граѓаните, не е само да направите гаража, а никој да не ја користи, а и да не одземеме премногу па од јавниот простор на граѓаните, бидејќи рековме дека и јавниот простор ни е лимитиран, треба да го искористиме и за паркови, и за гаражи, и за многу други работи кои сметаме дека се од интерес на граѓаните. 2 недели сте градоначалник на општина Кисела Вода. Каков е интересот на вашите сограѓани за овој период да се сретнат со вас, да ви ги посочат дел од нивните проблеми со кои што се соочуваат и на што најмногу се жалат? Па, секојдневно доаѓаат граѓани, јас немам се уште официјален отворен ден, туку секојдневно се среќавам со граѓаните, слободно доаѓаат, нормално колку ни дозволува времето, бидејќи како што кажавме, буџетот го спремаме, а тоа не е баш лесна работа, така да, ама проблемите се за секого различно. Најмногу што може да се забележи како проблеми, тоа е се пред се хигиената на општината, имаме како најголем проблем инфраструктурата, патната инфраструктура, тоа се улиците, лошото осветлување на улиците и нормално има премногу граѓани кои чекаат долг период за легализација на земјиштето или откуп на земјиштето, и тоа е една од работите со кои сте моментално трошиме најмногу време да видиме како да се убрза самиот процес на легализација, бидејќи општината Кисела Вода е една од општината со најмногу барање. До сега по многу барање е постапено, ама имаме уште околу помеѓу 6-7 илјади барања кои треба да се завршат. Така да ќе гледаме тука да го зголемиме пред се капацитетот на администрацијата, за да може побрзо да се реши тој дел на граѓаните, тој проблем на граѓаните, а тоа е си имаат дворно место и живеалиште кое е легално и на нивно имаат купено. Така, ја добивте уште еднаш пред самиот крај довирбата од граѓаните, ќе оправдате ли во наредниот период и на кој начин ќе покажете дека ја оправдувате нивната доверба? Па, огромната доверба што ни ја дада, зборувам како Филип Тимелковски и како член на Социјалдемократскиот сојуз Кисела Вода, бидејќи ова е една од најголемите победи што сме ја имале во општината Кисела Вода, тоа ни дава па и огромна одговорност према граѓаните, према сите. Така да ја сметам дека ќе ја оправдаме пред се довербата што е дадена, ќе ја оправдаме така што ќе ги реализираме поголем дел, ако не и сите проекти кои сме ги ветиле пред граѓаните, со отворен пристап према граѓаните, мислам дека ќе покажеме дека многу поразлично сакаме да водиме општината и сметам дека после 4 години многу поразлична ќе биде општината Кисела Вода и инфраструктурно, а и самата администрација. Јас тоа го говорев цело време во кампањата дека ние мора системски да работиме на решавањето на проблемите во Кисела Вода кои не се својствени за 21 век. Ние немаме соодветна инфраструктура, немаме ни доволно капацитети, ни ништо, така да полека ќе се решаваат и сметам дека само со постојан контакт со граѓаните, само со исполнување на ветеното, ќе се оправда довербата која ни ја дадоа граѓаните. Тука никаде јас ќе ви заблагодарам за одвоеното време, за можноста да ги презентирате вашите проекти пред нашите гледачи и секако ќе ви заблагодарам за интервјуто и ќе ви посакам успех во понатамушната работа и успешна реализација на сите однапред предвидени проекти. Ви благодарам. Во било кое време, слободно тука сме ние, доколку има нешто победно ќе ве информираме на време. Ви благодарам.